Дали конечно работите околу манастирот Трескавец ќе се придвижат од мртва точка и дали годинава државата конечно ќе оддели средства за да се изработи проект за заштита, реставрација и конзервација на црквата и трпезаријата кои потекнуваат од 13-тиот век, треба да се знае во наредниот еден месец. Стручен тим од Заводот и музеј Прилеп, домашни експерти, како и еден од најголемите стручњаци за оваа област на Балканот, грчкиот професор Алвалидис Препис, веќе извршиле увид при што било утврдено дека прво што треба да се направи е да се реши проблемот со влагата, која неколку децении го уништува вредниот фреско живопис и ѕидовите од црквата, при што постои опасност од нивно уривање. Двата проекти кои ни се поднесени се однесуваат на заштита од тој аспект, од хидрогеолошки и геолошки аспект на црквата. Па тек потоа да почнеме со реставрација и реконструкција на кровот на црквата, на тремот на црквата, олтарот натре што е. Дел од фреските се неповратно изгубени, а за да не се уринат некои ѕидови од црквата, тие се привремено заштитени со подпори, а привремено за да не влегува вода внатре во црквата, таа е заштитена со дрвено скеле со пластики. Токму затоа, ова се последните моменти за сериозен пристап пред да се случи вистинска катастрофа со уривање на самиот храм. И верувам дека со ангажираност на сите, посебно стручните лица во Завод и музеј и стручните лица кои ги ангажираме во проектот, ќе излеземе и ќе бидеме на прав пат. Крајно е време да ја завршиме таа постапка, со која мерувам дека сите, секој од нас од Прилеп ќе се гордее дека ни почнале ништо, да не доведеме до ситуација такво културно добро во опасност да не профункционира. Друг проблем е што иако во 2021 се обновија опожарените конаци, за нив нема технички прием и не може во нив да се примаат гости, бидејќи се уште не е изграден водоводот за манастирот.